Почитувани граѓани, почитувани медиуми. Неспособноста на владата предводена од ДПМН и Мицкоски е на виделина. Илјадници вработени во јавниот сектор, во култура, во Министерството за економија, центрите за социјална работа, пазарниот инспекторат, трудовиот инспекторат. Власта ги остави без плати, со недели после законскиот рок за исплата на плати. Ова не е административен пропуст, ова е неспособност. Но ова е и директно кршење на законските права на работниците и понижување на нивното достоинство, за што треба да има одговорност. Ја повикуваме трудовата инспекција сега да направи надзор во Министерството за економија и труд, како што поднесуваат кривични пријави за други работодавци за неисплатени плати, да поднесат и за министерот. Ете до каде не доведе власта на ДПМН денес. Во Македонија повеќе не се зборува за економски развој, не се зборува за повисоки плати, туку за тоа дали владата воопшто ќе успее да исплати плати. Додека функционерите на ДПМН уживаат во луксузи со папаја и манго, работниците се оставени без плати, без основна екзистенција. Тотална незаинтересираност на власта за граѓаните, за вработените, за македонскиот работник. Дополнително, власта го одложува и процесот на усогласување на платите и не ги почитува колективните договори во голем дел од институциите. Околу 60.000 вработени во јавниот сектор требаше да добијат зголемена мартовска плата за 12,6% согласно општиот колективен договор. Додека цените и сметките секојдневно растат, власта одбива да ги покачи платите во различни сектори, одбива да ја зголеми минималната плата на барем 500 евра. 10 месеци беа доволни да излезе на површина неспособноста, неодговорноста и целосната незаинтересираност на оваа влада за животниот стандард на граѓаните. Последните податоци покажуваат дека за да се покрие синдикалната минимална кошничка, потребни се речиси 3 минимални плати. Семејство со минимални плати не може да си дозволи ниту доволно храна, ниту лекови, ниту да ги плати сметките. Тоа не е живот. Тоа е борба за преживување. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија бара итна исплата на платите на сите вработени во јавниот сектор, одговорност за доцнењето и непочитувањето на законските обврски, да се обезбеди раст на минималната и просечната плата во чекор со растот на трошоците за живот. Работниците не се статистика, тие се столб на општеството и мора да бидат почитувани. Благодарам.